22 април се одбележува како Светски ден на планетата Земја. Светот во моментов се соочува со глобална криза, пандемијата од коронавирусот. Светските медиуми и институции кои се грижат за заштитата на животната средина објавуваат дека планетата закрипнува во однос на енормното загадување со кое се соочуваше досега. Луѓето седат дома, фабриките не работат. Дали Земјата успева да се спаси и дали со пандемијата човештвото свати дека е најголемиот загадувач на својот заеднички дом. Активистите велат, пандемијата ни покажа дека може да се зачува животната средина, она што е клучно е дека треба да се донесат одлуки и да се преземат конкретни мерки, смета Аријани Џафери од невладината Екогерила. Може да се преземат порадикални мерки за да се придонесува кон подобра животна средина и кон почист воздух. Со тоа што често пати сум кажал дека сообраќајот мора да се среди и не може секој да се излезе со секаква кола низ градот, но за тоа да се случува треба да имаме јавен превоз, а тетово тоа го нема. Државата мора да инвестира повеќе пари на модернизација на старата индустрија, ако сака да ги зачува работните места и да им помогне на компаниите преку било какви механизми за да се апгрейдират на некој начин, да се надградат, за да си ги постигнат тие еколошки стандарди кои што се очекувани и побарани. Во Тетово, како еден од најзагадените градови во светот, досега се дадени многу препораки за решавање на загадувањето, но не се преземени доволно мерки од надлежните, сметаат активистите.